Полусезоната женскиот фудбалски клуб Борец ја заокружи со 6-та позиција на табелата во првата женска фудбалска лига. Во есенскиот дел од надпреварувањата преовладуваа поразите отколку победите на девојките од Борец. Искуството на играчите си го покажа своето. Овој клуб, иако постои речиси 8 години, сепак во моментов создава нова екипа со која во иднина ги освојува добри резултати. Тренерот Нацев, иако незадоволен од полусезоната, сепак во кратки црти се обиде да појасни кои се причините за нискиот пласман на екипата. Објективно да ви кажам, не сум задоволен со бодовното салдо, али кога ќе земам со каква екипа располагав и 10 бода што го освоивме, некој ќе речеш можда и добро. Изгубивме 8 непланирани бодови со екипи што објективно мислам дека се послаби од нас. Али на задес и пех се повредија 2-3 клучни играчи со тие екипи баш кога игравме клучните утакмици и не успеавме да ги добиеме и одраз се на тоа, на целокупната работа што работевме цела година, што немавме многу доволен фонд на играчи. Се деси тоа што се деси и освоивме само 10 бода. Оваа генерација од која ја водам женска екипа до сега прикажала најслаби резултати. Али има едно оправдување, мислам оправдувањето ја или кривицата ја свалувам право кај мене, никогаш што сум барал кривци. Работиме со деца што се објективно многу млади. Од таа златна генерација што викам останаа само 2 девојчи. И многу тешко се прави екипа преку ноќ. Незадоволство од есенскиот дел од надпреварувањата искажаа и девојките, кои сметаат дека со поинтензивни тренинзи можат да бидат барем неколку позиции погоре на табелата. Оваа сезона, мислам, зимскиот период, колку можевме толку дадовме од себе, ама мислам дека пролетниот дел ќе бидеме доста подобри, бидејќи ни стигнува засилување. Христина Здравковиќ од Србија и Ивана Аврамовска како голман. Па ќе спомнам, како и во сите изјави, доста млада екипа сме, искуството не е во нивните нози се уште, ама очекувам подобри резултати. Од почетокот почнавме многу подобро. Одев кога изгубивме од Битола 9-0, се растори надеж и се многу послабо игравме, многу безнадежно беа сите и онака некако, не знам. Од тогаш паднавме многу и психички и физички, но се ама не знам, не можевме да се земеме и така секоја утакмица ни беше ко се си мислевме дека тие се појаки, а и ние и физички и психички да сме биле појаки, ги губевме едноставно утакмиците, ама се надеваме дека со работа и со ќе ги заборавиме сите тие изминати утакмици и сите поминати работи. И здраве втората полусезона ќе проживам многу повеќе за разлика од ова сега. Во пролетниот дел во екипата на Борец ќе се приклучат 2 нови фудбалерки, кои дополнително ќе придонесат овој клуб, некогашен број 1, да се издигне на едно повисоко ниво. Па Борец се ослонил само на играчи што се од градот и оние девојчиња што учат тука во Велес. Али есенскиот дел ни се приклучи на девојче од Србија и сега ќе го регистрираме во јануари, ќе има право да играе. Доста квалитетно девојче, што мислам дека многу ќе помогне на ќе добиеме малце нагорна линија екипата, пошто девојчето е стварно има квалитет, доаѓа од Ниш, играла за Машинец. Не е многу старо, али е доста квалитетно, што мислам дека доста ќе ни помогне во квалитетот. Она есенва ја пуштивме само у Струга и многу ни помогна. Мислам дека ако не беше у Струга, ја стално кажам тоа, и тие бодови тешко ќе го освоевме без неа. Иако заврши полусезоната, девојките продолжуваат со тренажен процес. До 25 декември, со зголемен интензитет, ќе работат на технички и физички план, каде преку пријателски надпревари ќе одржуваат континуитет во надпреварувањата. Наредната недела ќе играме со овие машкиве што се од Борец, што ни се у истата зграда тука што тренираат, али да бидат возраст 2001, 2002, за да биде интересно. Има доста ки Драган Здравковски квалитетни дечиња, сум ги гледал и мислам дека може да бидеме тука изедначени, да се направи домар штимунг, па ако се машки да направиме тука ние теренот на располагање, да направиме стварно добра утакмица и ќе биде за девојчињата добар надпревар. Ќе работиме малце, ќе озголиме интензитетот и на физички план, али поише знаете вие дека ја све биле и вие споменале кај мене работам поише на индивидуална техника и има доста девојчиња што елементарната техника им заостанува доста.
и акцентот ќе им биде тука удрен, а паралелно ќе работиме и на физички план, ќе играме игри, значи ќе биде тренингот доста содржаен, што мислам ќе им биде доста на децата интересен. Според најискусниот играч во редовите на Борец, Виданка Стајќ, и според останатите играчи, тренингот е клучот за успехот и напредокот. Треба прво да си стекнат тренажен процес и навика, бидејќи постои еден вид на несериозност, млади се, и ние сме биле како нив, знаеме како е, ама мислам дека ќе се подобрат, ќе бидат многу подобри. Баш тоа што ни треба, ни доаѓа пролетниот дел, човек во средина кај што ќе ја води играта и поискусен голман, бидејќи релативно нашиот голман е доста млад, а голманката што ќе дојде има искуство и во Лига шампиони, и репрезентации, и настапи. Мислам дека ќе бидеме многу подобри. Повеќе тренинзи, значи повеќе внимавање на утакмица, значи мора да видиме и психички и физички на терен, кога веќе се игра, кога сме дали на тренинг, дали на утакмица. Значи мора ние да се соземеме едноставно дека не е ова тренинг, не е тренинг како тренинг, утакмица како утакмица. Значи мора тие две работи да ги разликуваме. И ќе се соземеме едноставно и од втората полусезона мислам дека многу повеќе ќе пружиме за разлика од првата. После 25 декември, поради новогодишните и божичните празници, следува пауза. Тренизите за следната полусезона ќе започнат некаде од 20 јануари, каде фудбалерите ќе се подготвуваат за вториот дел од сезоната, која треба да започне во март.